Црвениот крст на градот Скопје постојано се тука за да пружат поддршката на бездомните лица. Во живо од пунктот за бездомници Момин Поток имаме Симона Илиевска. Добро утро, Симона. Повели. Добро утро, Јована, и до тебе во студио. Да, во моментов се наоѓаме пред пунктот за бездомни лица во Момин Поток при Црвен крст. Се надевам дека ќе откриеме ете детали за се она што ги очекува во денешниот ден, да им биде пружено тоа што им е најпотребно. Претпоставувам дека станува збор за храна. Меѓутоа, дознаваме исто така и колку е бројот на бездомни лица во моментов. Момин Поток, односно овој пункт за бездомници, постои веќе десетина години, така што като знаеме и што се променило, дали можеби е позитивно и има помал број на бездомници или сепак бројот расте. За таа цел утрово со мене на линк ја имам Драгана Лазаревска, која што е социјален работник тука. Драгана, ти благодарам што издвои време утрово и што ќе бидете дел од Македонија наутро. Добро утро од мене и поздрав до сите гледачи на утринската на македонска телевизија. Да, веќе десетина години наназад угледно го одбележувате овој ден за оние кои што им е најпотребно, така што каква е програмата и планот за денес, што е она што денес ќе им биде доделено на сите лица кои што немаат свој дом? Како што може да забележат гледачите, се наоѓаме во пунктот за бездомници при Црвен крст во Момин Поток. Едно единствено место, уникатно во градот Скопје, кое што е отворено од 2008 година и веќе успешно 15 години ја дава потребната помош и поддршка на една од најзагрозените категории на лица бездомниците. Во пунктот за бездомници изминативе 15 години се даваат сервисни услуги на 170 бездомни лица. Во текот на целата година носите оние консултативни советодавни разговори и сервисни услуги кои што им се доделуваат и им следат на бездомните лица се реализираат во среда и во петок. Колков е бројот на бездомници во моментов? Така, во градот Скопје постои неофицијално истражување, односно статистиката од Центар за социјална работа вели дека во изминативе години од ден во ден и од година во година бројката расте. Вкупната бројка не е до крај истражена, но неофицијалните извори велат дека таа бројка е негдека 500 до 600 бездомни лица. Конкретно во пунктот за бездомници таа бројка е 170 бездомни лица. Можам хронолошки да дадам една статистика од кога сме отворени во 2008 година. Стручната советодавна работа се реализирало токму на 10 бездомни лица, за да веќе во 2012 година оваа бројка порасне на 50 бездомни лица, во 2017 година се зголеми на 100 бездомни лица и од кога се појави корона-19 во 2020 година рапидно се зголемува на 160 до 170 бездомни лица. Оваа бројка ужасува. Се трудиме како Црвен крст и како стручен тим кој што работи тука веќе 15 години со оваа целна група да се намалува оваа бројка. Што е она што добиваат како услуги? Споменавте дека имате околу 170 бездомни лица кои што се дел од се во ова тука, па најчесто што има најпотребно, а и што вие нудите за нив како услуги? Така, Црвениот крст не би бил Црвен крст доколку не постои палета на сервисни услуги, односно се прави проценка на нивните потреби во изминативе 15 години и ранливоста што ја носат со себе, секоја бездомно лице индивидуа за себе, но сите оние сервисни услуги кои што се даваат во пунктот еднакво се поделуваат на сите бездомни лица. Тоа е мисијата на Црвен крст да не прави разлики во ниедно бездомно лице. Едни од сервисните услуги се оставање на нечистата облека и постои конкретно домакинка која што ја пере и ја селектира облека за да има даде после тоа чиста. Се делат напитоци, храна, медикаменти, суплементи, лекови, се реализираат стручно советодавни разговори со доктор, социјален работник и психолог, се реализираат прегледи и совети од доктор, затоа што пред се здравието кај оваа целна група е највеќе нарушено, па затоа највеќе се стави акцент конкретно на оваа вредност. Да, можеби се она што наброи облека и останатите работи кои што се неопходни нели за нормално функционирање им е битно, меѓутоа колку има битна психичката поддршка и едноставно можеби во некои моменти да не бидат засрамени дека ете животот ги донел и до тој степен да немаат свој кров над глава, што би се рекло. Така, заради тоа што се категорија кој што е тешко да дојдат за прв пат во пунктот за бездомници заради некои лични причини убедувања и заради пред се срам и страв да не бидат нели етикетирани од страна на останатите граѓани, се обидуваме да го доближиме профилот на психолог конкретно кон оваа целна група и веќе 15 години овој профил одлично се справува со сите нивни проблеми, стравови, потреби, за да на некој начин ги ублажи сите тие проблеми
проблеми и стравови и ги санира попатно во изминативе 15 години. Можам да кажам дека изминативе 15 години успешно се реинтегрирани и ресоциализирани 20 бездомни лица. Главниот акцент во изминатава година се става конкретно на вработување на оваа целна група, затоа што единствениот излез го гледаат и они и ние како стручен тим со нивно вработување во компании и фирми кои што соработуваат Црвениот крст веќе години наназад и сакаме да направиме од нив општествено одговорни лица пред се индивидуи кои што ќе заработуваат за сопствениот живот и нема да бидат врзани за помошта која добиваат во Црвениот крст и преку Центарот за социјална работа, односно правата од кои што ги добиваат од системот на социјална заштита. Така да правиме напори да сите овие лица се вработат во компании и фирми кои што реално и имаат такви афинитети, способности, квалитети, едноставно имаат и такво образование оваа целна група, за да кога ќе ги понудиме на тие компании и фирми, реално одлично одговорат на сите тие реално задачи кои што треба да бидат извршени. Така да тие 20 бездомни лица веќе не се вратени во пунктот за бездомници, односно се успешно реинтегрирани во општеството. Така што со сите ваши соработници и вашата помош и нивната волја се гледа дека има и успешни приказни кои што излегуваат тука од пунктот за бездомници. Некако летово ни помина и доаѓаат поладните месеци, особено периодов утрата и ноќите. Дали тогаш се зголемува бројот на лица кои што ја бараат вашата помош и како во најладните месеци се згрижувате за нив? Секако пунктот за бездомници работи во текот на целата година, колку што е незгоден период, односно студениот период, екстремно ниските температури, кои што највеќе ги погодува бездомните лица, негде во периодот од, да речеме, крај на ноември, почеток на декември, па негде до крај на март, кога и веќе се креваат температурите. Исто така е незгоден период и летниот. Имавме и свој стручен тим кој што летниот период одговараше на сите задачи кои што беа поставени, односно на сите дојави кои што и повици ги имаше за дојава на бездомни лица при екстремно високите температури, но како што кажав, нели, малце понезгоден и по нивното здравје малце период кој што реално им носи повеќе закани по здравјето и по безбедноста е токму студениот период. Црвениот крст има свој акцијски план, односно програма која што вели дека треба да биде отворен стационарниот дел, односно женското и машкото одделение кој брои по 16 легла, вкупно 32 легла за сите оние бездомници кои што ќе изразат интерес и потреба за згрижување во еден добро оплеменат простор со сите оние услови кои што им ги нуди, кои што ги немаат реално во изминатите години. Тука постојат патролни мобилни тимови кои што при екстремно ниските температури се директно на терен на скопските градски улици, каде што детектираат бездомни лица, разговараат, прават проценка и доколку самото бездомно лице се служи, се транспортира до пунктот за бездомници, односно до привременото прифатилиште. Да, како може граѓаните да помогнат во сето ова, за да бидат од помош и за бездомниците, меѓутоа и за вас како стручен тим кој што работи на подобрување, односно на намалување на бројот на бездомни лица, дали може некаде да ги пријавуваат или на било каков начин што би било помош и поддршка? Секако изминативе 15 години нашата работа, односно работата на стручниот тим е да биде со стручна работа теренска излеза на скопските градски улици, каде што реално ќе ги види во прво лице бездомните лица, ќе поразговара со нив за сите проблеми и потреби, но од голема помош и поддршка ни се дојавите на сите совесни хумани граѓани кои што реално живеат во градот Скопје и кои што непосредно ги гледаат бездомните лица. Затоа што стручниот тим реално ги знае тие, да речеме, точки во градот Скопје, каде што реално има, односно ги викаме сврталишта, каде што има голем број на бездомни лица, но секако може да има бездомни лица во напуштени и руинирани објекти, кои што се на периферните делови, исто така може да има по мостови, да речеме на транспортни центри, по оддалечените места во градот Скопје, каде што реално можеби ние не ги знаеме, но од голема помош и поддршка ќе ни биде дојавата на сите тие лица кои што ќе ги затекнат на самиот терен. Во случај на дојава, односно пријавување од граѓаните за одредено бездомно лице, каква е постапката, односно што тогаш вие превземате?
Така, значи постојат две линии, едната е 071 733 и втората е фиксната линија, односно линијата на Црвениот крст, каде што во секое време може да дојават бездомно лица. Од кога ќе се постапката, од кога ќе се дојави од некој совесен и хуман граѓанин, Црвениот крст, односно стручниот тим кој што постои во пунктот за бездомници, не го одлага тоа, туку реално ефективно и брзо мора да изреагира, затоа што не знаеме тоа бездомно лица во каква состојба се наоѓа, а најчесто тоа се лица кои што се во поодминати години, кои што се со лоша здравствена состојба. Имаме своји патролни транспортни возила и реагираме брзо на терен на дојавената адреса и комуницираме постојано со тој што го дојавува тоа бездомно лице, за дали убаво сме се разбрале каде се наоѓа, за да можеме да го детектираме и на терен му се пружат сите оние првични потребни нешта. Тоа значи дека во транспортното возило секогаш мора да има вреќа за спиење, кебе, топли напитоци, храна, облека, за во случај ако одбие тоа бездомно лице да биде транспортирано до пунктот, затоа што има и такви лица едноставно не сакаат и заради своји лични причини не доаѓаат, тогаш ќе мора сите овие потребни нешта кои што ги носиме во транспортното возило да му се доделат на тоа лице, за да може барем во тој момент да биде постоплено и барем нахрането. Драгана, ви благодарам утрово што бевте дел од утринската Македонија наутро. Се надевам дека овој ден, 10 октомври, ќе биде одбележан на начин како што вие правите веќе години наназад и дека на сите оние бездомни лица ќе им биде пружено тоа што најмногу им треба. Да, ви благодарам и на вас за посетата. Денеска, како што кажавте, се означува светскиот ден на бездомништвото, 10 октомври. Во светски рамки статистиката вели дека секоја година се повеќе и повеќе во сите држави и во сите градови се зголемува. Тоа значи дека на светско ниво негдека има 100 милиони бездомни лица. Тоа би значило дека би било 10-та најголема земја во светот. Овие бројки се дефинитивно кои што ужасуваат и растажуваат, но Црвениот крст ќе направи се од себе и ќе даде се од себе да барем бездомниците во градот Скопје се намалуваат. Ви благодарам уште еднаш и од прилика толку од ова прво линковско вклучување. Се надевам дека ќе бидеме погласни секој ден за бездомните лица и дека 10 октомври ќе биде наредната година барем со помал број на лица кои што немаат свој дом.